Во денешната визита темата е карцином на желудник. Колку е често овој здравствен проблем? Како настанува карциномот на желудник? Кои се причините и ризик факторите? Кои фактори го зголемуваат ризикот? А кои можат и да го намалат ризикот од појава на карцином на желудник? Дали постојат симптоми и кои се тие? Како се диагностицира? Каков е третманот, лекувањето? Какво е постоперативното лекување? На што треба посебно да внимаваме? Со сето ова денеска во визита зборуваме со доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург од клиничката болница Аџибадем Систина, кој што веќе ни е дојден на визита. Ја почнуваме емисијата со еден вовед за да зборуваме за поопштите работи за темата која што денеска ја обработуваме, а веќе во вториот дел ги очекуваме и вашите прашања, почитувани гледачи. Добар ден, доктор Јовчевски, добре ни дојдовте. Добар ден. Благодарам за поканата во вашата емисија и поздрав до гледачите. Емисијата и Канал 5. Така, ви благодарам. Кога се споменуваат општо карциномите, секогаш тоа се потешки здравствени проблеми, потешки теми за кои што треба да бидеме информирани, бидејќи зачестеноста и општо на карциномите е се поголема меѓу популацијата. Кога станува збор за карциномот на желудник, што представува и како се развива? Карциномот на желудник е спаѓа во групата на малигни заболувања. Малигни заболувања се јавува локализиране на ниво на желудникот, како што кажува и самото име, и настанува постојат повеќе типови на малигни тумори на желудникот, од кои што кога збориме конкретно за карцином на желудник се подразбира аденокарциномот, што води потекло на жлезнениот епител на желудникот, и тој се јавува 90 до 90% случаи. Во помал процент, во останатите проценти се јавува лимфом, во нека 2 до 5%, потоа имаме тумори кои што потекнуваат од сврзнат ткиво или гастроинтестинални тумори, гастроинтестинални стромални тумори, и во останатиот процент се поретко застапени туморски промени. Самиот карцином на желудник е во севкупната популација застапен, се наоѓа на 4-то место. Тоа е после туморите, карциномите на белите дробови, карциномот на дојка, карциномот на колон и на дебелото црево и на ректум. Четврто, а представува и еден втор за причина за смртност во севкупната малигна популација. Кај мажите 2 пати повеќе застапен отколку кај жените, барем така некои статистики кои ги покажуваат. Во тие бројки се движи, некаде 1,5 према 1 е во однос на мажи на жени, во однос на полот, потоа има во однос на возраста се јавува, може да се појави од 40 до 70 година, меѓутоа познати се случаи, на жалост, кои што имаме пациенти со од 20 до 30 години кои што имаат така и напреднати тумори на желудник. Неговата географска распространетост конкретно исто така едно таа епидемиологија каде што имаме повеќе во Азија и Јужна Америка, меѓутоа распространетата се поголема и на овој континент, да кажеме, во европски континент. Така. Причини кои што го предизвикуваат, познати ли се? Причините за тука и ризик факторите, нели, причини за појава на карциномот на желудник се уште непознати, како и за другите малигни заболувања, меѓутоа постојат предиспозициони фактори кои што, да кажеме, учествуваат во можноста да се појави овој карцином. Се поделени во две групи. Едната е генетска група на фактори, каде што имаме се уште недоволно проучени генетски пореметувања кои што може да доведат, и тоа се смета дека некаде околу 10%, во 10% од малигната популација, да кажеме, со карцином на желудник учествува генетскиот фактор. Тука се исто така може да се појави многу почесто кај одредени генетски детерминирани заболувања, како што се аденоматозна полипоза, некои синдроми кои што се исто генетски преиспанирани. Во другата група на фактори кои што може да бидат причина за појава на карциномот се разбира исхраната, која што во денешно време се помалку учествува, како процент, бидејќи предиспозиција на храна за појава на карциноми се онаа што е јако конзервирана храна, доста солена, пушена храна која што денеска и ретко се користи заради тие фрижидери кои што се измислени. Вториот фактор се разбира Helicobacter pylori, инфекција со Helicobacter pylori, и тоа знаеме дека е популацијата прокружена со
скоро во 50% од вкупна популација прокружена со оваа инфекција. Меѓутоа, само 5% од пациентите добиваат, значи се диагностицира карцином на желудник. Се смета дека е тоа причината некои, да кажеме, поагресивни соеви од оваа бактерија. Кој што предизвикува секој кој што ја има бактеријата дека може да развие понатаму карцином, но во секој случај повторно треба човек да е внимателен. Самата бактерија не е предизвикувач, туку предизвикува промени во желудникот во смисла на еден атрофичен гастрит, хроничен атрофичен гастрит, кој што понатаму е преканцероза и делува да едноставно се откочи некој механизам и она продолжи да се развива малигно заболување. Други фактори се исто така обезитет или патолошка дебелина може да биде причина за појава на карциномите. Улкусната болест, значи секој бенигни улкус може во одреден стадиум да премине во малигно заболување. Ризик фактор е исто така и претходни оперативни зафати заради било која причина на желудникот, каде што може да биде тригер механизам заради промена на pH средината и понатаму, кажеме, дисплазија на самиот клетачен епител, кој што доведува до појава на карциноми. Зрачењето од околните фактори исто доста популарно кај нас и во нашата околина. Така да, отприлика тоа би било. Така, да се внимава повеќе на тие ризик фактори. Дали и за карциномот на желудник важи она што важи и за останатите, дека е подмолна болест, бидејќи ретко веројатно се открива во раната фаза? Да, карциномот на желудник е сепак малигна болест, си ги има сите карактеристики на малигна болест. Симптоматологијата кога веќе ќе стане јасна е најчесто во развиен, дотно развиен стадиум, каде што болеста не само локално да е проширена, него може да биде проширена и на системски. Така да во однос на симптоматологијата како би се препознало, ако е во таа насока, дека имаме неспецифични симптоми кои што се јавуваат кај раниот карцином или па можда во некоја порана фаза, тоа се дисфагија или потешкотија при голтање, гадење, повраќање, чувство на преполнетост за време на јадење. Потоа во подоцнежниот стадиум може да се јават и појава на крв во смисла на повраќање или пак меленозни столици или темна столица, која што значи присуство на крв во самата столица. Од клинички знаци кои што може да се јават, значи се при палпација, односно преглед на абдомена, значи клинички преглед на абдомена, се напипа туморазна маса која што е сместена во епигастриум во горен дел на стомакот и често пати тоа е, да кажеме, единствен симптом, меѓутоа може да се јават индиректни знаци за проширеност на болеста како локално, во смисла на зафатеност на црниот дроб, значи пожелтување на пациентот како од екстрахепатално потекло, и оддалечени знаци тоа се појава на жлезди во различни делови на телото, најчесто е супраклавикуларно лева или вирхова жлезда, некои жлезди во предел на папокот спрема медицинска сестра Марија Жозефина. И така да тие се отприлик знаци кои што би укажале да се почне со некакви испитувања и со некакви прегледи. Дијагностиката, третманот, лекувањето, постоперативното лекување ги оставаме за малку подоцна во визита. Продолжува денешната визита на доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Јовчевски, причините и ризик факторите, симптомите, дали има уште нешто што тука треба да се спомне и да внимаваме посебно на тоа? Или пак можеме да преминеме веќе на дијагностиката, каква е процедурата на сите испитувања што треба да се направат? Значи, од кога имаме пациент кој што поставен на сомнение, значи објективно или субјективно за постоење на малигна болест, потребно е да се направат покрај клиничкиот преглед кој што веќе го спомнавме, потребно да се направат и останати испитувања. Би започеле со една лабораторија каде што најбитен сегмент е во ствари крвната слика, да кажеме, каде што ќе се види дали постои или не постои анемија, пошто е она индиректен знак за постоење на карциномот, заради она крварење. Дали е видливо манифестно или окултно невидливо. Во втората група испитувања, значи би биле испитување на, да кажеме, електролитен статус на пациентот, во кој што би се видело каква е неговата општа состојба, хепаталните ензими, да се види дали има некаква лезија на црниот дроб како последица на болеста и на крајот спаѓаат, значи оваа група лабораториски испитувања се туморските маркери кои што се земаат по два. Тоа е карциномски ембрионален антиген,
кој што во 40 до 50% случаи е позитивен кај пациенти, да кажеме, во оваа група на суспектно малигни пациенти и CA19-9 кој што е во 15 до 20% покачен, да кажеме, и се индикативни дека треба да се продолжи понатаму испитувањето. Златен стандард во испитување на карциномот на желудник е ендоскопијата, која што прават колегите гастроентеролози, која што е, да кажеме, едноставна и сигурна метода за диагностицирање. Бидејќи се состои инструментот од камера, изворна ладна светлина и можност за земање биопсија, која што е обавезна доколку имаме суспектна промена за некаква малигна болест. Од други испитувања кои што се прават, значи може да биде во установи каде што нема можност да се прави гастроскопија, во помал процент точност, меѓутоа сепак доволно високо, околу 75% е двојното земање на контрастно средство баривова каша со така наречена двојна контраст техника, каде што може во одреден случај да се откријат малигнови. Меѓутоа се преферира да биде ендоскопија пред овој тип на испитување. Од останати испитувања, значи имаме рентгенграфија пред се на граден кош, за да се види дали има некакви промени, метастатски депозити во градниот кош и на белите дробови. Имаме ултразвук правење, кој што е класичен ултразвук со цел да се види состојба на да кажеме, на туморот или евентуално постоење на метастази во околните органи. Ендоскопски ултразвук со кој што се гледа се одредува длабочината на продорот на лезијата, значи во самиот зид на желудникот и евентуално постоење на жлезди во околината. И понатаму веќе имаме поспецифични испитувања, тоа се компјутерската томографија и магнетна резонанца, со која што се одредува не само големина и локализација на туморот, него и, значи, зафатеност на останати околни органи, присуство на жлезди во, значи, суспектни за малигна болест. И последна метода која што би се употребила за диагностицирање е петскен, тоа се веќе за, да кажеме, системски, значи, оддалечени метастази, каде што едноставно се проценува пациентот дали можда и воопшто би требало нешто да се третира. Така, и тука преку тие испитувања се одредува и степенот на сериозноста, во која фаза или стадиум? Или... Врз основа на тоа се одредува сега патохистологијата која што се добива врз основа на земените примероци од ендоскопијата, се одредува типот на тумор. Дали е тумор, кој тип на тумор, односно малигнитет, затоа што рековме постојат повеќе типови, и врз основа тука почува некаква преоперативна проценка на пациентот. Кога ќе се земат сите овие, значи покрај патохистологијата и резултатите, се проценува дали одреден пациент е за понатамошно хируршко лекување, како еден од можностите, или пак е за онколошки третман, доколку се процени дека таа е напредната болест со зафатени метастази, присутна карциноза во околните, че во абдоменалната шуплина и евентуално изливи во плеуралната шуплина. Во тој случај се смета дека пациентот е веќе во напредната фаза и препораката е за онколошки третман. Значи, тоа е во однос на диагностиката, а потоа веќе се преминува кон третманот или лекувањето. Третманот е, значи, пак ќе кажам, во однос на тоа дали е пациентот, значи врз основа на вие проценка се проценува дали е за воопшто за оперативно лекување или не. Доколку е за оперативно лекување, значи оперативното лекување се состои во класични методи кои што се веќе подолго време присутни во медицината, во хирургијата. Тоа се доколку се работи за тумори во долниот дел во дисталниот дел на желудникот. Значи, во тој случај можноста е да се направи субтотална, речиси целосна отстранување на желудникот или пак ако е во повисоки партии да се направи, значи, тотална гастректомија, комплетно вадење желудникот и завршниот дел на хранопроводот и со цел да се добие здрава ивица или R0, кажеме некаква ресекција, да имаме чисти здрави маргини, да нема присуство нити микроскопски, нити макроскопски видливо присуство на туморски клетки. Во склоп на интервенцијата спаѓа и лимфаденектомија, отстранување на лимфните жлезди, кои што постојат две школи во принцип за околу кој тип на лимфаденектомија, дали да се работи само лимфаденектомија околу желудникот или перигастрична, или пак да биде проширена нека D2 лимфаденектомија, меѓутоа има и за и против, зависи од која школа како гледа. Значи D2 во принцип отстранување на што поголем број на лимфни жлезди има подобар ефект, меѓутоа морбидитетот и морталитетот е
нешто повисок заради продолжување на интервенција, обсежност, радикалитетот кој што се постигна, отстранување на, кажеме, спленектомија правење и да кажеме зачувување на панкреас. Значи тоа е сепак поголема процедура со поголем можност за интра и постоперативни компликации. Од кога во случај да имаме пациент кој што интраоперативно ќе утврдиме дека се работи за иноперабилен, во тој случај пациент дека не може да се самиот тумор изведе заради инфилтрација во големите, значи зафаќање на големи крвни садови или во околината, во тој случај некогаш се применува да се направи гастричен бајпас со цел пациентот да може да се храни и понатаму додека трае онколошкиот третман, и втората опција е да се поставување на различни фидинг стоми или тоа се туби кои што се користат за директно внесување на храна во интестинален тракт повторно, за да може на пациентот да се овозможи колку толку каков достоен живот и можно за понатамошна терапија. Така. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Ви слушаме. Таква убав ден. Емисијата ви е прекрасна и имам едно прашање до докторот. Јас сум оперирана пред 4 години од жолчката. Жолчката ми е извадена класично. Имам чир на 12-палашно црево 2 пати и тоа порано ми пукал, меѓутоа сега после 2 години ми се јавија многу големи киселини во желудникот. Бев на тоа гастроскопија ми го ставаат цревото, ми зедоа 4 парчиња од желудникот. Се установи дека помислија да не се работи за карцином нешто на желудникот. Меѓутоа е вред. Сега ми рекоа после 3 месеци повторно да го голтам цревото. Па имам едно прашање. Колку и би требало временски период да пројде од една до друга гастроскопија? И тоа го праве во октомври, а нон-стоп сум со ранитал. Ја мислам дека јасно прашував. Јасно е прашањето. Добро, ви благодариме. Ви благодарам многу. Кај пациентката постои еден од, да кажеме, ризик факторите за настанок на малигна болест, тоа е веќе постоење на улкус, улкусна болест, која што се комплицирала. Значи има компликации, се дали е крварење или перфорацијата не можев да разберам, али во секој случај индицирано е гастроскопија. Колку пати се прави гастроскопијата е веројатно колку што е потребно. Затоа што на 3 месеци во принцип тоа е непријатен преглед за пациентот, меѓутоа е потребен и нешто што може да помогне да се нешто диагностицира и евентуално лекува, и тој може да се прави секојдневно. Кога веќе е препорачено, значи треба да се направи. Али ако е препорачено дека после 3 месеци, колегата кој што гледал гастроентеролог веројатно проценил дека има нешто што треба да се следи, затоа што е веќе ризик фактор и едноставно треба да се следи. Треба да се направи и да се земе биопсија. Прегледи се следи состојбата, значи го покажуваат целосно, нели си даваат приказ на состојбата која што е? Ендоскопијата представа, реков, значи со камера и со ладна светла се влегува внатре, се гледа самата лезија, постои можност за земање, значи на примероци кои што се испраќаат на патохистологија и можно сето тоа да се фотодокументира, што значи дека пациентката не мора да го прави преглед во истата установа, него може во облик на фотографија или CD, како клип или како слика, тоа да се било каде во држава или надвор да се направи и врз основа на тоа да се процени што понатаму и како би се правило. Потреба повторно такво нешто или како некоја треба да се прави. И втората работа што приликом гастроскопијата може да земат ивен примерок од слузницата за испитување на постоење присуство на Helicobacter pylori, кој што е далеку посензитивен тест него ли, например, земањето на примерок од крв и со тоа да се одреди соодветна терапија. Значи, дали ако е позитивна, тогаш иде трипла терапија, значи антибиотици и одредено лекарство со кое што се смирува, да кажеме, продукција на киселината. Али секој случај препорачено, ако е веќе кажано, треба да се оди и треба да се направи. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до докторот и до вас, водителката. Ви благодариме. Јас имам едно прашање до докторот.
ланска година ова време ми беше констатирано карцином на цервиксот на утерусот. И бев упатена на хемотерапија и радиотерапија кај докторката и на секои 3 месеци отсекаш одам на контрола. А сега на 6 април бев и ми зеде хемограм уреден, локален преглед под спекулум уреден, тумор маркер 1,0 и за бубрезите она што се зема уреја и креатинин што е уредни беа све. Ама сега во последно време имам како малку крв во столицата. И се консултира со докторката што ме лечеше, што ме води на секои 3 месеци идам на контрола. И таа ми предложи да земам, рече, јас те прегледав, не е опасно, оти ректално и вагинално ме прегледа. И ми даде таблети месализин од 500, 2 пати поедно да пијам, 100 таблети, се рече сите 100 да ги испиеш. Прашањето ми е, немам секој ден крв во столицата, ама некогаш вака светла крв, знаеш, во изметот. На што се доложи тоа? Дали има нека врска? Што би требало да проверите и дополнително? Ви благодариме. Не сме во темата, али може да помогнеме. Гинеколошкиот дел си го води гинеколог и тоа очигледно е по сите параметри е вака уредниот навод. Присуство на крв во столица, чиста крв во столицата и не е знак за желудочно заболување, него е повеќе за некаков проблем со дебелото црево. Дали е само завршниот дел или целото дебело црево, тоа е веќе прашање, а и терапијата е која што е дадена во таа насока е нешто што одговара. Кај пациентката е, значи, треба да се направи, се посети, значи, гастроентерологија и да се направи дистална ендоскопија. Значи, сигмоидоскопија, испитување на дебелото црево или пак комплетна колоноскопија со цел да се види, затоа што можноста за болести кои што дават крв, чиста крв во столицата, почнува од хемороидална болест, па се до најразлични тумори, дивертикулоза, кои што испитани се изнајдени. Дека не се испита, можда би било и паметно да се направи едно такво испитување, па понатаму. А доколку и често пати се појавува, така веќе и не треба да се остава простор да се мислам дека би било паметно. Иде во прилог на некаков колит, меѓутоа треба да се провери, диагностицира и потоа да се смени можда терапијата. Има различни типови на терапија, не мора секојаш сите 100 таблети да се испијат. Да го слушнеме и следниот гледач, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден, поздрав. Ви благодариме, повелете. Јас не сакам да мислам на потешкиот дел од темата. Се наоѓам уште на стартот констатиран е антиген на ова бактеријата. Хеликобактер пилори. Хеликобактер папилори. И ја испив првата доза еднонеделна и сега сум во втората недела каде се скратува таа малку, нели? Да. Меѓутоа се уште имам киселини. И што е многу поважно, се ограничувам сам со јадењето и инаку многу ослабе после 2-3 операции, 17 кила, сега се уште повеќе ослабен. И ме интересира дали може поради благоста на медот кој инаку благотворно делува на мене, дали можам да го применувам или не? Добро, ви благодариме за јавувањето. Значи, ако е диагностицирано хеликобактер пилори и е дадена терапија, значи немаме малегна болест, дефинитивно. Него има пациентот има потешкоти во смисла на некаков гастрит, кој што е диагностициран, хеликобактер потврдена, дадена е терапија двојна антибиотска и едната е блокатор на протонска пумпа, така се вика, лекот со кој што би се, да кажеме, закочил механизмот на создавање на киселини и тоа чувство на исполнето со киселини би се намалило. Таа терапија треба да се заврши до крај, веројатно како што е препишена, затоа што нема да има никаков ефект. И
Тоа отприлика би било, не знам. Така, и во поглед на исхраната најчесто и дилемата, нели? Во исхраната кај сите пациенти кои што се со тешкоти и потешкоти во горно-дигестивен тракт, предизвикани од желудачна проблематика, значи постои интернистичкото правило, почесто помалку. Значи ако сме јаделе 3 пати на ден, да јадеме 5 до 6 пати на ден, истата количина скратена, значи во помали оброци, да биде храната, да биде здрава, осмислено овошје и зеленчук, доста витамини, да биде полесна поварена, да не биде многу зачинета, да нема, мислам, не е дека треба да се исклучи месо од употреба, баш напротив треба да биде, меѓутоа приготвувањето да биде така поздрава, повеќе на варена храна, лесна храна. Така. И почеста. А медот нема ограничување кој колку може да го јаде. Така, да. Следуваат реклами, почитувани гледачи, не останете со нас, веднаш понив продолжуваме со темата во денешната визита. Ја гледате визитата на доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Оперативниот третман, лекувањето, хируршката интервенција како единствен начин, ама во оние случаи кај што може да се направи, така? Што е можно, така што се процени дека пациентот е соодветен кандидат за хируршко лекување, тоа е голем процент од пациенти, меѓутоа секогаш постои одреден процент кој што едноставно нема можност за било каква хируршка интервенција, преминуваат таму на онкологија. Негово правец на темата би било можда интересно да се спомене дека оној материјал, значи кој што ќе се извади за време операција. Тоа е желудникот, жлезди, околни органи или зависност од екстензијата на самиот процес, секогаш се праќа на понатамошно испитување, патохистологија, каде што се одредува спрема одредена класификација која што е дала Амерички комитет за карцином, за малигни болести, се одредува, значи таа така наречена ТНМ класификација. Тоа е Т за тумор, колку е проширен туморот во слоевите на зидот, значи во тие кои што постојат, потоа Н, значи за нодулус или жлезда, значи лимфењазол, каде што има стадиуми од 1 до 3, во зависност од најмалиот стадиум и нема, N0, додека N3 е повеќе од 16 лимфни жлезди со присутен метастатски депозит, и М, на крај последната буква значува оддалечени метастази, има или нема, емо или нема. Врз основа на овие податоци, значи сите малигноми се класифицираат во 4 стадиума, од први до четврти, каде што се одредува едноставно прогнозата на пациентот понатамошниот тек. Или подобро речено 5 годишно преживување, или се одредува процентот во колку проценти би се појавило повторно можност да повторно се појави на болест. Се разбира, првиот е најмалиот степен е процентот на кажеме 5 годишно преживување или излекување на пациенти од околу 70 до 80%, и тоа постепено паѓа така да во третиот стадиум изнесува негде 15 до 20%, а четвртиот веќе многу низок во однос на 5 годишно преживување. Врз основа на овој стадиум е исто потребен покрај сите овие работи што ги спомнав, е дека се одредува и понатамошната терапија. Значи се префрла пациентот во одделот за онкологија. Не завршува тука се со самото. Како и секоја друга болест, карциномот на желудник се третира мултидисциплинарно. Рековме веќе, почувајќи од општи лекар кој што приметува симптоми разноразни, праќа на гастроентеролог кој што диагностицира и рентгенолог кој што диагностицираат, па хирург кој што третира, патохистолог кој што прави некаква класификација, и понатаму иде онколошки третман кој што се сведува на давање на терапија преоперативно, неадјувантна, кај оние пациенти кои што, да кажеме, имаат неможност за оперативно лекување или палиативна хемотерапија, потоа пациенти понекогаш и во некои центри се дава одредена хеморадиотерапија со цел да се намали големината на туморот, за да би после пристапиле кон хируршко лекување, или пак со одредени протоколи, кои што се светски протоколи, со одредени тераписки дози се следи тој протокол и се понатаму третираат пациентите, следат во понатамошниот период.
тој период, значи 3, 6, 9 месеци и година дена, во тој период идеме значи крвна слика, туморските маркери се гледаат, ултразвучен преглед, значи класичен ултразвучен преглед или по потреба од овие дополнителни испитувања. Додека стигнеме, значи првата година тога се повторува на гастроскопија со цел по потреба и порано, нели? Меѓутоа на година дена да се види дали има некакви проблеми локално на самото место и понатаму пациентот се следи на малку поредок период, во 5 години рековме толку. Доколку се појават знаци за било какво повторување на болеста, во тој случај обратно иде процедурата. Диагностика да се види што е, како е, можностите за лекување, хируршки или конзервативен онколошки третмани. Тоа би било. Но со тоа редовно следење би се секој пациент открило доколку и нешто повторно се појави. Секој пациент е должен, мислам, тоа е лично за неговото здравје, да влезе во тој програм на следење и да се носи документацијата, да поседува целокупната документација и да се гледа како иде развојот, да кажеме, на неговата состојба. Доколку се примети, треба да се диагностицира и лекува. Тоа би било. Промена на начинот на исхрана, стилот на живење. Па, кон што друго може и треба да се придржува. И тука е затоа што имаме веќе кога човек ќе заврши лекувањето, односно да отстраниме дел или целиот желудник, веќе не може да биде исто како што било и претходно, затоа што желудникот е еден проширен дел мускулен орган кој што учествува во механичка и хемиска обработка на храната и процесуирање за да се спреми за да таа понатаму се ресорбира. Овде тој дел го нема, или во најголемиот дел го нема, потребно да се променат хигиенски навики во смисла на храна, така што тука има, пак се вратам, како кај слушателката стреков. Почесто помалку, значи повеќе оброци, по помала количина на храна, во почетокот повеќе да биде течна, кашаста, а понатамошниот дел тоа ќе се враќа затоа што и самото резервоар кој што се формира, значи цревото кој што се формира на резервоар, тој постепено го зголемува капацитетот и можноста на човек се врати, да кажеме, до некаде во нормала. Забравивме да кажеме, значи, во оперативно лекување дека од кога ќе се отстрани сето тоа мора да се направи континуитет. На континуитет значи не ставање на, не знам, пластични црева или вештачки желудници, него правење на стомоза помеѓу тенкото црево и хранопроводот, односно остаточниот дел од желудникот со цел да се воспостави нормална пасажа. Веројатно и пациентите прашуваат како без дел или без поголем дел или без желудник, така? Да, обичајно се кажува предоперативно, меѓутоа зависи и од локалниот НААТ. Тогаш се кажува дека што е направено и кој тип на спојување, да кажеме, направено со цел да може да се настави нормалниот живот. Иначе без тоа нема можност за исхрана понатамошта. Идејата е дека храната треба да биде, како што кажа во почетокот, по течна кашаста, понатаму да биде постепено со тек на време да биде добро нормална храна, добро изџвакана и со препораки да има повеќе овошје, зеленчук и витамини, мултивитамини. Отсутството на желудник во организмот предизвикува дефицит на одредени хранливи материи и микроелементи, да кажеме, кои што се кај парцијалната гастректомија, значи делумната гастректомија иде со дефицит на калциум, дефицит на витамин Д и железо, кои што може да се надокнат или преку исхрана, соодветна исхрана, или пак да се надокнат со посебни препарати. Дека кај тотална гастректомија тука влегува дефицит на витамин B12, кој што може да се надокнади, меѓутоа треба да се нотира и да пациентите знаат што треба да се прави, а сето тоа се контролира лабораториски со цел. Може да се појават никакви проблеми? Па проблеми во смисла на компликации постоперативни ги има повеќе, веројатно. Можда не би ни стакал нешто посебно околу компликациите, пошто се тие голема група и можни се. Али, да кажеме, ајде, постоперативниот тек има нелагодност, да кажеме, кој што се јавува кај пациентите, тоа се, значи, ако не се земе, имаме ран и касен дампинг. Ран дампинг е состојба каде што
пациентот кога внесува одредена храна, таа е со поголема концентрација во однос на телесните течности и така да привлекува вода од циркулацијата во самото црево, така што можно е да имаме колапс, може да имаме така срцебиење, така падна тензија. Тоа се регулира со внесување на течности и, да кажеме, прилагодување на исхраната. Дека пак касниот дампинг е нешто што се случува кај пациенти кои што ќе земат малку по-сладка храна, со повеќе шекери. Имаме ресорпција на тој шекер, нагла ресорпција во цревниот трак, пошто веќе имаме хранопровод црево. Нагла ресорпција, тоа организмот компензаторно зголемува излачување на инсулин, тоа пак доведува до пад на ниво на шекер во крвта, имаме на така состојба на колапс, каде што имаме презнојување, бледило, се регулира со веројатно лажица мед или шекер, али треба да се препозна и едноставно да пациентот да знае како да го менаџира. Понекогаш постоперативно потешкотија кај пациентите исто така појава на постоперативни постресекцијски пролеви, кои што може да се јават како резултат на прекинување на инервацијата, да кажеме, на абдоменот, во абдоменот кој што се бави со мотилитетот и со секрецијата, и тие се регулираат преку земање на соодветни средства за облажување на овие симптоми, како и исхраната, правилна исхрана. Во секој случај, секој пациент постоперативно има опција да направи консултации со веќе постојат нутриционисти кои што се бават со одредена проблематика и они се медицински образовани лица кои што ја разбираат таа проблематика и знаат што све би требало и што све би можело да се појави и да се примени. Или што не би требало да се применува понатаму. Затоа викам, лекувањето на малигната болест е нешто што е мултидисциплинарен пристап со учество на повеќе луѓе, тоа се, да кажеме, онколошки цели тимови кои што се бават не само со лекување, него и приспособување на пациентот за понатамошен живот во ново настаната ситуација. Сепак не е исто како претходно, меѓутоа така барем колку толку нели да биде подобро или да се прилагоди. Да ги слушаме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. До докторот. Сакам едно прашање до докторот. Добро. Имам проблеми со желудникот. По долг период имам бактерија во желудникот. И имам пиено доста тројна терапија, да ви кажам дека и жолчката ми е извадена. Немам жолчка, оперирана сум од жолчката, меѓутоа имам сега проблеми. Сега пијам само ланзул моментално, ми ствара голем проблем тука од вратот на надолу кон хранопроводникот. Имам проблеми со желудникот, се ме боле, ми стварат ебоби, неко алергија ми се јавува по лицето, дали е тоа од желудник или од тоа не знам, али по-долг период че јас имам ваа бактерија. Имам пиено тројни терапии, безброј, никаков резултат. Може ли до нешто деси на гастро, на гастроскопија, рекоа дека тоа е од имам дивертикул на 12-балачното црево, хила на желудникот и бактерија. Што можам да направам? Доколку треба и нешто дополнително, слободно прашајте гледачката. Ова е состојба која што е подолго време трае, веќе диагностицирана хеликобактер, кој што веќе е лекуван и третиран. Голем дел од тие симптоми кои што ги спомна гледачката, мислам дека повеќе припаѓаат на таа желудеца кила која што постои, затоа што веќе се работи за состојба каде што имаме неправилна функција на на сфинктерот кој што се наоѓа помеѓу хранопровод и желудникот. И како последица на тоа се јавува рефлукс, односно враќање на желудача содржина кон хранопровод кој што ствара чувства на киселина, некогаш и болка позади градите печење, што е во прилог на повторен за почеток гастроентеролошки третман да се види дали постои колкава, потоа можна рентгенолошко испитување, значи снимање во посебни услови да се види колкава е таа хернија, затоа што некогаш килите може да бидат толку големи и волуминозни да кажеме поголем дел од желудникот биде сместен во градна шупљина. Во тој случај нема повеќе што да се прави и испитува, треба да се тоа лекува оперативно. Односно да се врати самиот желудник на место и да се фиксира таму каде што му е место, за цел да се врати на нормална функција на тој сфинктер и воопшто на желудникот. Се другото, вадење на жолчка дивертикулум, и тоа се сосема друга проблематика која што мислам дека не се ни третира
нешто мислам завршена е операцијата, завршена, дивертикулумот е случаен наод кај многу луѓе може да се најде, а пак ќе кажам, испитување и по потреба да се работи тоа што Ништо е досега направено, што ми терапијата веќе нели се прима, не се подобруваат резултатите, иако некогаш индивидуално може би треба малку и време да помине, но сепак уште по комплетни испитувања кои што ќе премногу вербам во терапија, окей, да, дека таа терапија треба да се пие, треба да бидеме дисциплинирани, меѓутоа и стил на живот, постоење на други состојби, да кажеме, коморбидитет кој што постои може да едноставно ги создава сите тие проблеми, а ние се фиксираме околу одредена тема. Да, така да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до водителите и до гостите. Ви благодариме. На вашата конкретна тема би сакал да прашам нешто во врска со мојот проблем. Имам правено катроскопија при крајот на 2013, значи 2014, биопсија истовремено. Наодот е утилен, ама имам проблеми и имам доста болки во желудникот. Таа болка не е изразена со киселост, зголемена киселина, значи во желудникот. Таа болка се наоѓа меѓу желудникот и 12 палачното тело. Во направен вид ми е припишана терапија, 2 месеци да ја пијам, комбинација од дадени лекарства, еманера, пропранол, и не знам кои уште беа, не мислам така, околу 5 вида на лекарства беа ставени и на пати ја пие, правя контрола. Одреден период бе подобар, сега пак некои болки во стомакот и ми кажа докторот дека тој проблем е меѓу 12 палачно и желудникот, дел од киселините се враќаат и има мешање, значи, во тој дел, што значи болката од таму доаѓа. Сега пред основнова терапија, додека ја пиев, има подобрување. Сега со прекинување на терапијата од одреден период ми се јавуваат овие теглоби болки и тоа мислам. Дали може да ми советувате нешто, да ми укажете што како и така. Благодариме. Добро, да, ќе го слушнете веднаш советот и препораката. Така, пријатно. Ви благодариме. Проблемот кој што е кај овој пациент нема врска со темата, меѓутоа е со укусната болест, да кажеме повеќе. Кај него имаме состојба да кажем некоја состојба на хроничен гастрит кој што предизвикува создавање на тие киселини и кој што имаме такви печења, болка, можност за појава на улцерации. Во тој прилог, на кој треба да се направи принцип гастроскопија, се види дали има позитивна, негативна хеликобактер пилори. Пиењето на лекови е контролирано, значи тие антибиотици, овие лекови што ги спомнавме воопште. Правилна исхрана, значи да не пушење како фактор, следење на состојба. Алкохолот и цигарите, така како и секој друг здравствен проблем. Треба да се следи, затоа што пак можда некогаш луѓето со сите овие проблеми влегуваат во оние ризични групи, кои што треба да се следат и да се едноставно да бидат на подолг период обсервирани. Кога веќе има каков било проблем, така со желудникот, истиот да се следи за да не доведе до некоја покомплицирана состојба. Така. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. И сакам да кажам околу оваа тема нешто. Пред 7-8 години имав хелиобактер. Мислам, имав многу јаки болки, све што следува уз таа бактерија. И пиев лекови, тие што се даваат фражил, сега веќе ги заборав кој беа. Ништо не ми помага. Меѓутоа, морам да кажам, може не треба, не е реклама, меѓутоа во апотека ми препорача сушена брусница. Ова што се продава во апотеките. Ми кажа како да испијам првиот ден од 100 грама на 4 пати да испијам, а после секој ден да пијам, да јадам на саат, 2 по неколку зрна. Од кога тоа го направив, јас веќе го излечив хелиобактер, нити лекови веќе сум се напила, нити ништо. Сега зборувам со вас, ја во устата имам брусница. Со години веќе јадам таа брусница. И сакав
Друго да кажам, ја на пример имам друг проблем. Секој што бајле имам нагон на повраќање. Сега, што е тоа, не знам, а веќе болови, киселини, такви работи не имам. Сега пак нешто изгледа ми е поврзано, жолчката ми е оперирана точно оваа време во државна болница, извадена ми е, ама ми остана тоа нагоно за повраќање. Така, добро, што би можеле да направите како преглед или испитување за... Да, и сакав уште да прашам дали мојот сопруг многу ја консумира сода бикарбона, дали е тоа штетно? Добро, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Ке почнеме од телесниот дел. Сода бикарбона, значи како да кажеме средство за ублажување на тегоби, како во смисла на киселини, зголемено ниво на киселини, у принцип се избегнува затоа што теориски е можно да приликом реакција на таа сода бикарбона со желача киселина се создава поголемо количество аглеран диоксид, па да направи некакви проблеми кои што се несакани за пациентот, така што сода бикарбона во принцип е избегната. Има и други препарати и соодветни лекови кои што би било по-практично да се користат. А што се однесува до пациентката, значи нагоните за повраќање обично не се поврзани со укусна болест, нити па со, не знам, по операција на жолчката и све. Во секој случај испитување гастроентеролошко. За почеток терапија по потреба ако треба, а по однос на брусницата немам искуство, не можам да кажам стварно. Точно индивидуално кај секогот даете. Иако кога станува збор за хеликобактер, мора да се користи пропишаната терапија. Хеликобактер е бактерија која што се лекува со антибиотици, затоа што е бактерија, не сепак микроорганизам, и дополнителна терапија која што иде во прилог да намали киселост, односно намали количина на агресивни фактори кои што би можеле да оштетат таа слузница и да доведат до компликации. Хеликобактер е бактерија која што живее длабоко во слоевите на желудникот и понекогаш е потребно да човек биде малку поупорен за да она се искорени. И кога ќе се искорени, не секогаш значи дека е еднаш комплетно дека е излечена, затоа што така може начинот на трансмисија на самата бактерија, односно пренесување е преку прљава вода. Тоа е нешто што значи човек што мора да го конзумира, а колку може да го контролира, тоа е веќе прашање. Така што не значи дека имаме имунитет, ние создадено на хеликобактер. Еднаш се појавила, се излекувала, секогаш може повторно да се појави. Тоа. Во продолжение ќе ги слушнеме советите од магистер Илчо Захариев, кој денеска ни спорува за билката Петровец, која што е длабоко вкоренета во современата медицина, но си наоѓа и своја примена во лекување на заболувањата на органите од системот за варење. Добар ден, почитувани гледачи. Денеска повторно преку програмите на Канал 5 и емисијата Визита сме вашите домови. Емисијата Визита има голема просветна функција и представува нешто најдобро што го гледате практично преку гостите и врвните експерти кои доаѓаат од областа на медицината, се обработуваат многу интересни теми за заболувања кои се многу актуелни, кои се масовни, и сигурно дека преку совети кои ќе добиете јасна представа за заболувањето, како правилно се постави диагноза, да се лекува и да се излекува за да нема последици. Сигурно е дека и фитотерапијата е нормално составен дел на оваа емисија, а рековме дека во Република Македонија традиционално 2600 години наназад лековитите растенија се дел од нашата традиционална медицина. Ние не можеме да зборуваме за современа медицина без традиционалната медицина, затоа што сепак континуитетот го правеле илјадници луѓе кои на некој начин ги познавале лековите растенија, кои лекувале, и битно е дека нашиот народ опстоел благодарение на тие лековити растенија. Затоа мораме да ги чуваме себично, да ги негуваме, да ги научиме и да ги оставиме и за идните генерации. Да учиме од земјите кои имаат голема традиција во делот на фитотерапијата, како што е Германија, Франција, Велика Британија, Кина, каде луѓето над 70% лековите што ги користат се од хербално потекло или се од делот на фитотерапијата и на неа веруваат. Всушност лековитите билки не само што делуваат, помагаат, можеби не така брзо, не така интензивно, сепак имаат помалку несакани реакции, нашето тело подобро ги поднесува, бидејќи природната клетка, растителната клетка создава лековите материи од природни материјали, кои нашето тело многу подобро ги поднесува. Денеска ќе опишам билката Агримония еупаторија или Петровец,
растенија кое е длабоко вкоренето во нашата традиционална медицина, растение каде кај селските средини било многу почитувано и користено, бидејќи многу помагало за некои заболувања за кои ќе зборам нешто подоцна. Петровица е повеќе годишно растение, го има во Азија, во Европа, го има во Америка, расте насекаде како самоникнато растение, по меги, патишта, покрај шуми, покрај ливади, од најниските места, значи од 200 метри надморска височина па до 1600 метри надморска височина. Растението има доста така зелени, интензивни листови, а цветовите се собрани на врвовите со добра жолта боја. Растението нема некоја силна арома и миризба, но кога ќе земете лист под јазик, ќе почувствувате малку опор, вкус, стегање, затоа што во тоа растение има некои лековите материи кои возможуваат да има астрингентно дејство, односно да ја стега со кожата. Има доста танини. Значи, ова растение, поштувани пациенти, е битно да се користи надземниот дел, значи агримонија херба. Мора да нагласам дека собирањето на ова растение мора да биде на чисти места, се собира пред целосно просветување на растението. Значи, кога се отвори некаде 30% од цветовите, со ножичка се сечат врвовите на растението во должина од 30 до 40 см. Значи, повторувам, го собирате на чисто место, по убаво сончево време, се водите од еколошкиот момент. Битно е дека не сме да се откорнува, тоа е повеќе годишно растение, ако го откорнете тоа растение, ета година нема да го најдете на тоа место. И рековме дека сечете, значи само врвови до 40 см должина. Потоа се пристапува кон сушење. Во растението има и етерно масло. Заради етерното масло, растението се суши под сенка на проветрени места, после на чиста хартија или крпа, или врзан во китка и се става на чардаците, значи на промаја, за кратко време ќе се суши. Со берењето и сушењето мора да ги зачуваме природната боја, арома, вкус и лековитост на растението. Инаку да кажам дека агримоните треба да берете секоја година, повторно, затоа што со текот на стоењето етерното масло ќе испари и ќе се намали лековитоста. Петровецот или агримонијата е растение кое е темелно проучено. Значи го има кај нас во Република Македонија секаде, и западна, и источна, и северна, и јужна Македонија. Го има по полињата, рековме, и планините. И да кажам дека од тераписки аспект е максимално безбедно, бидејќи во тоа растение нема алкалоиди. Значи има етерно масло, мала концентрација, има многу танини, од 10 до 12% во тоа растение има танини, има С витамин, хлорофил, железо, фолна киселина, сапонозиди и нислузни материи. Значи хемискиот состав на ова растение е проучен. Колку ќе делови ќе лекува, зависи од тоа, поштувани пациенти, каде го берете, во кое време, како го сушите и како го чувате растението. Рековме дека не е отровно и може да го користат сите, затоа што од најмала возраст па до највозрастно овие лековите материи ќе помогнат. Во турско време, значи нашите ајдути ја користеле оваа билка за лекување на повреди на кожата и за рани, и затоа некои ова растение го викаат арамлиска трева. Значи Петровецот има некој друго име, посебно во Пиринскиот крај, каде да речеме многу било користено, значи од нашите ајдути и комити за лекување на надворешни повреди и рани, и навистина и таму има оправданост од неговата примена. Навежда примена на Петровецот е да тоа растение се користи за лекување на проливи. Значи големата концентрација на танини, кои се природни фитонциди, антибиотици, кои стегаат и делуваат астрингентно, кои ги се внесат во телото и ги уништуваат бактериите, потоа ги коагулираат протеините и што е уште поважно, преку чајот ќе се рехидрират. Така да, ако имате да речеме дизентерија, појава да речеме на цревен тифус, а во тоа време го имало многу во старите времења, бидејќи немало многу хигиена и болестите напаѓале, нашиот народ првиот лек го барал во билката Петровец или во арамлиската трева и припремале чаеви и напитоци кои навистина делувале. Потоа Петровец се користел, значи, при воспаление на устната шуплина, при појава на парадонтоза, гингивит, воспаление на крајниците. А што е за нас уште позначено, тоа растение делува на бубрезите и стимулира на функцијата на бубрезите, значи го зголемува мокрењето, така да кај некои пациенти кои имаат покачен крвен притисок може го намали крвниот притисок, пациенти кои имаат песок може дојде до елиминација на песокот, и ако има некој воспаление да се намали воспалението. Значи главната лековите материја танините возможуваат локално да се припремат од тоа растение масти, разни улја за лекување, значи, на повреди на кожата. Прво ќе дојде до зараснување брзо на самото повредено место, нема да дојде до појава на инфекција, бидејќи танините, рековме, делуваат астрингентно, ги уништуваат потенцијалните, да речеме, бактерии, и уште поважно делува епителизантно, значи брзо доаѓа до зараснување, нема црвенило, ожилјокот нема да биде толку интензивен и фиброзно ткиво ќе биде многу помало. Таа особина била искористена, значи, во отоманскиот период, кога нашиот народ немал други лекови, па правил лекови од ова растение. Значи Петровецот како растение е добар да биде и секојдневен чај, одличен е да се користи, значи, за лекување на стомачни заболувања,
Ќе заборавив да кажам дека ќе стимулира и жолчката и жолчните патишта, така да делува како холагок. И да кажем дека од ова растение се припремаат комбинирани медицински чаеви микстури за заболување значи на стомакот, значи за пролеви, заболување на жолчката, за бубрежни заболувања и заболувања кои се присутни во стоматолошката пракса. Инаку дозата нема ограничување, од ова растение може да направите неколку лека. Првиот лек е чајот. Чајот се припрема како инфуз. Чајот се припрема на следниот начин: на 300 мл врела вода ставате една супена лаџица, суви и ситнити надземни делови од растението. Треба да ви стои некаде 15 до 30 минути, промечете неколку пати, процедете и спите количината одеднаш. Значи, овој чај може да го пиете и за лекување на пролив, и за бубрежни заболувања, како и заболување на уста шуплина. Исто така да кажам дека овој чај може да го припремате 3 пати во текот на денот и да го примете неограничено долго. Значи нема некој ограничување. Од ова растение може да направите и тинктура, поштовани пациенти, која може да се користи во стоматолошката пракса, но и да се користи за надворешни повреди и за третман и лекување на рани. Тинктурата се припрема во однос 7:5, 50 грама, суви ситни надземни делови од растението петровец, се ставаат во сад или тегла, потоа се залива со 250 мл разблажен алкохол, тоа е спиритвини делути, тоа е 70% на алкохол, или пак ако немате разблажен алкохол, може да користите ракија во домашни услови, со волуменска концентрација од 40 до 50%, 10 дена киселе на темно место, се промешува секој ден 2 до 3 пати, 11 ден процедувате и имате лекови стабилен 2 години. Тинктурата може да се користи значи во стоматолошката пракса за туширање на десните, на гингивите, ако имате гингивит, ако имате стоматит за лекување на стоматит и при пародонтоза, бидејќи танините ќе го намалат крварењето, ќе намалат болката, ќе го намалат отокот и црвенилото и навистина представуваат многу добри природни фитонциди, односно антибиотици. Сега да кажем, поштовани пациенти, за лекување на жолчката и жолчните патишта, како и за црнодробни заболувања, од петровецот може да направите мед. Медот се припрема на следниот начин: 100 грама суви и ситнети и измелени надземни делови на растението петровец, просејани преку сито, се ставаат на килограм квалитетен ливадски мед. Додавате сок од исцеден лимон, од 2 до 3 лимони. Тоа го правите во еднолична смеса, 3 пати по една супена ларица на ден, представа одличен пријател и одличен лек за лекување на црнодробни заболувања и заболување на жолчката. Агримонијата е безбедна, нема несакани реакции, нема контраиндикации, може се меша со други растенија. Всушност представува одличен дар на нашата природа и добро е да тоа растение го запознаете, рационално го користите и берете и верувам дека ќе ви помогне. Всушност, моја најголема желба, поштовани пациенти, е да имате одлично здравје и до наредната емисија ви посакувам да имате добро здравје и што помалку заболување. Да имаме што помалку заболување, да бидеме здрави, весели, позитивни, расположени, тоа е она кон што сите нели целиме, меѓутоа треба да се грижиме за сопственото здравје за да го зачуваме здравјето. Доктор Јовчевски, пред самиот крај на денешната визита ќе ги слушнеме од вас оние последни препораки кои што општо за сите ќе се однесуваат, не само човек кој што го има здравствениот проблем, туку и сите останати кои што превентивно треба да делуваат. Кај карциномот на желудник, можна ли е превенција? Превенција, знаејќи ги овие предиспозициони фактори покрај генетиката која што не можеме да избегнеме, меѓутоа сите оние фактори како што се пушење, исхрана, хеликобактер се нешто што може да се отстрани од својот живот како непотребно, или да се регулира храната, или па да се лекува одредено инфекцијата со хеликобактер. Чести редовни контроли, доколку постојат одредени овие симптоми, да не се плаши човек да отиде на лекар, пошто современата медицина дава многу можности за диагностика и за лекување, и во однос на секојдневниот живот е, да кажеме, нормална, здрава исхрана, повеќе витамини, движење, функционирање, едноставно здрав живот. И по младите и по возрастните, нели? Карциномот на желудник, да, рековте, од 40-та до 70-та, но неретко има случаи кога и на многу помлада возраст, како што за жал се покажува дека и кај сите останати други заболувања, веќе младите се почесто страдаат од нив. Да, во принцип страдат, и доколку се примети било како се, ние правиме разговорна тема да карцином на желудник, меѓутоа рековме дека и пред тој има уште 3 малигни заболувања, како што се белите дробови дојка, дебелото црево, кои што се доста чести. Значи, едноставно да човек не се плаши да оди на преглед на лекар, било каков, независно колку и да тој едноставно
да му е проблематичен и да е страв и да едноставно престанеме да се фалиме дека јас 60 години не сум бил на лекар и дека последен пат сум бил на лекар кога ми пресекле папачна врвца. Значи тоа е нешто што мислам дека треба таа здравствена култура малку да се појача. Ниво, така да се редовни контроли, редовни овие прегледи, да кажеме, поголеми организации по администрација кои што постои, мислам дека ќе помогнат во многу да се откријат, да кажеме, болестите во рана фаза и можноста за лекување е многу поголема, како што видовме од бројките, можноста за преживување е исто така многу поголема во рана фаза. Важна, нели, после сите тие работи кои што ќе се направат, дали хируршката интервенција или пак другите методи и на постоперативно лекување кои што ќе бидат избрани. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Беше драго. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Нова визита имаме утре 10 минути пред 11 часот. Се разбира со нова тема во која повторно се надевам ќе земете големо учество како што го правите тоа и во секоја измината. Довидување.